Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Уште едно дружење со вас, почитувани слушатели, каде ќе дадеме, односно акцентот ќе го фрлиме вечерва на грозоморното убиство на 74 годишниот Панче Жежовски од Велес и 14 годишната Вања Ѓорчевска од Скопје. Но најпрво да искажеме благодарност од страна на председателот на црковната општина Свети Климент Охридски по повод патрониот ден до сите гости кои беа таму, од страна на председателот Борис Стојкос со неговата управа. А посебна поздравна честитка ќе дадеме во идната наша емисија. Пред да одиме со коментарот за убиството на 14 годишната Вања Ѓорчевска и 74 годишниот Панче Жежовски, да спомнам дека во јануари ќе се распушти ова ненародна власт на Република Македонија и со техничка влада од 100 дена пред изборите, кои ќе бидат на 24 април и 8 мај, ќе премиерува досегашниот председател на собранието Талат Џафери. Инаку на 15 декември оваа ненародна, навистина би рекла власт што не дај Боже никаде да не се појави, на Ковачевски е спремна да го подпише и да го подпише договорот со Грција за да му ја дадеме реката Црна и Тиквешкото езеро, каде ќе се изгради брана, така да после, наместо по 57 евра на мегават часови, струјата од грците да ја купуваме од 100 до 250 евра. Тоа го известува професорот на Техничкиот универзитет во Битола Дејан Трајковски, кој заедно со неколку други професори од ова област на енергетиката, а замолени токму од прво осомничениот према Спасовски Љупчо Палевски Палчо за убиените Вања и Панче од министерот Спасовски, кој во неговите емисии на Крш Муабети, зборувам Палчо, кој во неговите емисии на Крш Муабети и Крш Дебата го информираше народот што се ни се спрема од ова влада и сакаше да се спречи овој договор. Но, како што реков, тие професори на енергетика одржуваат трибини на повеќе градови. Инаку за ваша информација да спомнам, ова е сега малу да се релаксирате, една од 10 најстари јазици, еден од најстарите 10 јазици во светот е застапен и македонскиот јазик. А сега ќе отпочнам со една вистинска приказна, кажана од мојот покоен татко за еден вистински настан што му се случи нему во 1946 година, а која приказна ќе биде во контекст, во склоп на овој мој коментар. Татко ми беше еден од многуте македонци кои ја бара обединета Македонија и нормално ги помагаше партизаните, во кои бригади беа и неговите двајца внуци од сестра Драги и Цветко Вретовски. Братучет ми Драги беше убиен од швабите на Сремскиот фронт 1944 година, по кое и јас го добив неговото име Драгица. А брачет ми Цветко, по војната, го затворија со многу други од моето село Велгошти, Охрид и Охридската околија во Отешево Преспа. Тие затвореници го изградија хотелот што денес го има фамилијата Ничови од село Подмочани, а живеат во Чикаго, како и другите 3 мотели.
Цветко заедно со Благоја Марковски од Дебрца ја напиша песната Of Aman, ја напишаа двајцата, за да по ослободувањето на братучет ми Цветко во 1954 година од затвор се враќа во селото и старите охридски трубадури заедно со самоукиот Ристо Ничов Брно од Велгошти ја измислија оваа песна, ја компонираа, односно самата песна на текстот што го напишаја Цветко и Благоја. Исто така, знаете дека старите охриѓани и охридски трубадури и ги имаат исто напишано и песните Те видов и се заљубив, 3 години кате болен лежав, Черешна се од корен корнеше, Ние сме деца на Македонија, Народе македонски, потоа Бур садила мома Евгенија, Велгошко оро и многу други народни охридски песни. Меѓутоа да се вратам на приказната за татко ми Стојан Лапајко. 1947 година, не знам кој месец било, но доаѓаат удбаши некаде во 11 часот пред полноќ и го земат татко ми во внатрешни да го испитуваат околу братучет ми Цветко. Татко ми рекол дека нема ништо што би знаел за да им каже. Почнали физички да го малтретираат но тој со истото дека не знае ништо, па го држа и цел месец во малтретирање таму во внатрешни. Му дали еден лист како изјава, Боже, татко ми го кажал тоа, што удбашите го напишале и побарале татко ми да се потпиши. А тој рекол, како да се потпишам на нешто што не е така? Тогаш не одбирале тие начини или мерка како да го тепаат, така што татко ми дошол буквално до смрт, но благодарение на јагнешката кожа со која го завивале, но и на Бога, татко ми останал жив. Зошто ова го кажав? Го кажав затоа што према известувањето што Спасовски рече дека некој еден од осомничените ги дал информациите што допрва ќе ги слушнете што ги кажуваше во изјавата самиот министер Спасовски. Како што знаете, деновиве целата македонска јавност па и во соседството ја потресе веста за грозоморното, свирепото убиство на 74 годишниот велешанец Панче Жежовски од партијата на Бачев, Единствена Македонија, која јавно кажа дека е проруска ориентирана, но и убиството на невиното 14 годишно девојче од Скопје Вања Ѓорчевска. Панче, инаку фризер по професија и многу почитуван од неговите сограѓани велешани, на 22 ноември е исчезнат, за кое неговата ќерка пријавува во велешката полиција, за да пак после 5 денови исчезнува 14 годишната Вања Ѓорчевска, која одејќи на 27 ноември во 7 часот и 23 минути утрото на училиште, кое е 10 минути од зградата каде што живееше. Нејзината наставничка некаде после 8 часот утрото и се јавува на мајка и Зорица дека Вања не е на училиште, а таа, не добивајќи ја својата ќерка преку телефон, веднаш се јавува до скопската полиција. А бидејќи мажот и татко на Вања со мажот биле разведени 5 години, сигурно дека таа се јавила и кај него, за да и тој после 11 часот предпладне се јавил до полицијата. Према Зорица, исказите на Зорица, таа со мажот имале навистина пријателски односи после тоа и многу си ги сакал таткото своите ќерки, дури некогаш спиел таму во самиот нивни апартмент. За исчезнувањето на Вања почна да се пишува некаде пред вечерта по социјалните мрежи како што е Facebook и слично, за да потоа пак и полицијата го соопшти исчезнувањето, а веќе на 3 ноември во атарот на скопското село Бразда е пронајдено мртвото тело закопано на Вања, но и опожарената или изгорената кола на убиениот Панче, кој пак него го пронашле во Велес. Осомничени према изјавите на министерот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски и јавниот обвинител на Скопје Бубески се членови на десничарската македонска партија која е формирана пред 1 година, а чиј председател е прво осомничениот Љупчо Палевски Палчо, а кој беше и трн во очите на владата затоа што го повикуваше народот да се спречи потпишувањето за продажба на реката Црна и Тиквешкото езеро, односно градење на брана во сопственост на државата Грција, каде струјата ќе биде тогаш 5 пати поскапа од сега. Македонија од таа река
ќе мора после тоа да користи вода само 1%, другото оди во Грција. Друго, ова партија на Палчо беше таа што бараше да се направи референдум каде ќе се соберат 150.000 потписи и затоа можеби се сретнува со Христијан Мицковски, потоа со Димитар Апасиев и со Стефче Јакимовски и ред други помали опозицијски партии, каде тој референдум ќе беше крај на така наречениот бугарски договор и полесно да се исфрлат, а потоа и сите други илегални договори како што беше Преспанскиот договор. Палчо беше тој што во неговите емисии отворено кажуваше дека мора да се врати Македонија и да биде на македонците, а не како сега веќе што малцинство го прават македонскиот народ. Официјален јазик да биде само македонскиот, а не како што го додадоe и албанскиот. И ред други работи и критики со име и презиме према владата, премиерот, председателот, мафијата таму и така натаму. Не знаеше и да биде, но знаеше тој и да биде вулгарен и да опцува во неговите емисии. Прво, кажуваат, под прво, го прават криминалец зашто копал злато, односно артефакти. Колку многу има во таа Македонија диви копачи и продаваат во соседните земји тоа што ќе го најдат, а најмногу во Грција и Албанија. Второ, носел пиштол. Колку многу исто во Македонија се собственици на пиштоли, митролези, пушки, а дури и некои и дома имаат бомби. Тој од она што го зборуваше во емисиите, мора да има и самоодбрана, затоа и го носеше пиштолот. Трето, изградил зграда токму ова истата каде што живееше девојчето Вања и била дива градба, така велат. Најпрво неговите документи беа во завршна фаза, во финале, но Љупчо Георгиевски му го сруши тој билдинг или таа зграда, така да потоа тој го доби судот. Навистина е лесно да критикуваме некого без да се поставиме на негово место, што би било тогаш нас да ни се случи, како би реагирале ние тогаш. Пред да ги дадам изјавите на министерот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски и јавниот обвинител на Скопје Бубевски, да ве потсетам за исто така грозоморно убиство на 5 невини македонски деца тинејџери во 2018 година и тоа неколку дена пред празникот Великден во Скопско, кај Смилковското езеро. Потоа за малата Тамара, а и убиството на Мартин кога беа изборите за беше и откриен тогаш бодигардот од Штип или телохранителот на Зоран Заев, кој беше потоа и ослободен, исто како и албанските криминалци кои ги отепа тие 5 деца и во прво време беа притворени, а потоа ослободени и сега слободно шетат и ден денес по улиците. Новинарот Никола Младенов, исто како и прво осомничениот Љупчо Палевски Палчо, и тој ја критикуваше владата како што прави Палчо, така што неговиот живот заврши. Го пронајдоа мртов на автопатот од Велес за Скопје. Што кажува се во ова? Дали се истите нарачатели, а извршители различни професионални убици за сите овие настани што ги кажувам, за да во случајов Палчо и трите притворени луѓе бидат жртва, наводно дека тие се убиците на Панче и на Вања. Тој исти Љупчо Палевски Палчо, кој документирано во неговите емисии Крш Муабети и Крш Дебата, за да целата јавност ги виде тие документи на криминални работи, корупција и слично, што прават. И се со име и со презиме на политичари, бизнисмени кои се од подземјето или мафијата. Тој ги кажуваше во емисиите. Исто како што ова ненародна власт, ова марионетска власт корумпирана на Република Македонија се спрема да ги внесе бугарите во уставот на Република Македонија, а исто така како и така наречениот владика од Бигорскиот манастир Партени и струмичкиот владика Наум, кои се шпиони и работат за уништување
сочувување на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, за да биде во некаква си црква на Северна Македонија и архиепископија на Охрид. Тој исти Палчо кој со собраните 140.000 потписи за сочувување на името на Македонската православна црква им ги скрши крилата на грците и цариградскиот Вартоломеј, а копии од овие потписи имат и владиците Стефан и Агатангел. Така да тука веќе 99% ја добивме битката со црквата. А тој исти Палчо до своите гледачи на емисијата велеше: не барам за мојата партија да гласате ако не сакате. Гласајте за да опстане македонското име и нација. А ова ненародна власт на кодоши, на шпиони, на атлантистите, односно Западот, на чело со Ковачевски и Заев, да ги сврлиме за секогаш. Тоа го зборуваше самиот Палчо, но истовремено, бидејќи зборуваше отворено, има некои и што не го сакат, а тој знаеше понекогаш и да опсуе во неговата емисија. Сето ова што Палчо го кажуваше во неговите емисии, им внесе еден вид страв на корумпираните од актуелната влада на банкарите во Република Македонија, кои дури го окривуваа Палча дека не смел да покажува пред јавноста такви работи, зборувам за досиејата криминални на владата, документи исто. А сега пак да се вратиме на изјавите на министерот Спасовски, кој во трите негови изјави рече дека спрема изјавите на еден од осомничените и на кои сите тројца, па и таткото на Вања, се членови на партијата на Палчо Десна. Тој наводно рекол, односно признал, како што побара и татко ми мој да потпише, така сигурно и таму е случено. Да повторам, Спасовски на пресконференцијата дава изјава што рекол еден од осомничените без никакви доказни материјали, без направена обдукција на телото на Вања. Исто што била причината, на каков начин е убиена, дали претходно е направено физичко насилство, дали дел од нејзината облека е искината, а исто се уште и непроверениот нејзин телефон и друго. Што значи, дава само изјава од човекот што е притворен во внатрешни, односно во затворот. Место директорот на Бирото за јавна безбедност, односно државниот тужител, да ја извести јавноста како стручњак, Спасовски се испердаше да зборува, а тужителот седеше до него и ништо не кажа. А што ќе каже кога нема никакви материјални докази, како што реков, не е направено вештачење, форензите уште не се активни, не се активирале, како и судската медицина. Не е направена никаква, како што реков, обдукција на телото на мртво на Вања. Зашто Спасовски сакаше истрча и да се направи така наречен херој за овој настан со неговата изјава што еден од осомничените надвор признал, им кажал, а по моје, како што реков, тој сигурно е натеран, па дали потпишал или не, то не знам. Спасовски рече дека према првата негова изјава, дека малата, како што излегла од зградата за да оди на училиште, во колата на убиениот Панче ја ставиле во вареќа за спиење, а тоа е всушност што ние го викаме јорганот кога одиме на кампување, во 7:23 минути, а во 10 или до 10:30 часот утрото била убиена. Дури вели дека, цитирам, монструмите ја убија поради користолюбие. Пронајдено е телото на Вања и опожареното возило на Панче, баш во нивата на родителите на Палчо, каде што била закопана Вања, иако се уште на никој од новинарите не му е дозволено да го видат местото, односно гроб да речам, освен што го покажа само изгореното возило. Па јас би рекла, како прво, нити еден убиец не би ја закопал жртвата или да го запали возилото во своето место, зашто полицијата најпрво оди да претреси во неговиот дом, во имовината. Од друга страна, толку не се најде некој во селото или од минувачите да го види големиот чат. Меѓутоа, пак ќе видиме времето, ќе го докаже своето. Плюс Спасовски рече дека партијата Десна дека ќе биде
дерегистрирана, односно елиминирана, иако притворените 3 до 4 членови од партијата се фамилиарни, угледни луѓе и немаат никакво криминално досие. Исто така, доколку се криви тие, заедно со Палчо, зошто да бидат казнети и останатите членови, односно да им биде затворена партијата, за да не можат на изборите луѓето да гласат за нив, пошто оваа марионетска влада знае дека членови од СДСМ им отидоа токму во партијата на Палчо, на Апасиев и во другите партии. Пред да продолжам со мојот коментар, иако за мене овој пат е прв коментар, па се надевам ќе има и други, да спомнам дека се уште немаат никакви докази, како што реков претходно, зашто сепак треба најмалку 1 до 2 недели за да се испита околу мртвото тело на 14 годишната Вања, односно медицински да се направи обдукција, освен она што го кажал осомничениот. Но Спасовски спомна во неговите изјави како Палчо, кој побегнал во Србија, а потоа во Турција бил фатен од турската полиција. Јас ќе морам да демантирам дека Палчо не го фати полицијата, туку сам се предаде на турската полиција. И додека Спасовски ги спомнува врските на разговори помеѓу Палчо и Мицкоски, Палчо и Апасиев, Палчо и Јакимовски, кои се лидери на партии, мислејќи на таков начин ќе ги оцрни нивните имиња, а чија цел на сите тие лигуши во владата им е за народот повторно да гласа за нив, а тие слободно да ги внесат бугарите во уставот и за прв пат што сакаат. Меѓутоа, да чуеме што кажува од партијата на ДПМН Ковачки, зашто Мицковски рече дека има информации што Спасовски ги криел, а Спасовски кажа дека Мицковски имал докази кои е должен да ги донесе во полицијата. Да чуеме. Почитувана јавност, Оливер Спасовски е должен да ја одговори на македонската јавност зошто на 4 декември за време на неговата пресконференција излажа дека возилото на Панче со кое е киднапирана Вања не било регистрирано во системот на камери Безбеден град пред 27 ноември, односно пред денот на убиството. Неколку дена поред го прашуваме министерот Спасовски, а истиот одбива да одговори за очигледниот и фатален пропуст на Министерството за внатрешни, чија последица е киднапирањето и убиството на девојчето Вања. Јавно го прашуваме министерот Спасовски дали возилото е регистрирано на камерите пред 27 ноември, односно на 24 ноември, во 6 часот и 30 минути на влезот во Скопје кај Маđари на мостот кај Агросервис. Понатаму, дали возилото е забележено од камерите на Безбеден град на истата локација и следниот ден на 25 ноември во 21 часот и 15 минути. Конечно, дали возилото е забележено на камерите кобниот ден на 27 ноември во 7 часот и 42 минути наутро кај Александар Палас из Локуќани и како е можно да тоа возило неконтролирано да помине низ, внимавајте, најобезбедуваната локација во Македонија во тој момент, а можеби и во регионот, поради непосредните подготовки на Советот на ОПСЕ. Оливер Спасовски е должен да одговори како е можно возило кое е пријавено дека е исчезнато 5 дена пред киднапирањето на Вања, а за кое тој тврдеше дека не знаеле, да помине покрај 40 камери на Безбеден град, Министерството за одбрана и на други субјекти. Ви благодарам на вниманието. Што произлегува од сево ова? Спасовски, како жените на чешмата рекла казала, тој пред целата македонска јавност, како дете, да не велам од прво деление, ај ќе речам од четврто деление, му кажува на неговата учителка што слушнало, што неговата изјава нема тежина, не фаќа место. Во деталности кажува како се случило, а како што реков, нема докази што од вакви нерани мајковци, кои си нема табер од ништо, не е компетентен, а изјавите не се валидни, бидејќи нема се уште материјални докази. Тој буквално направи еден вид, да речам, телевизиски шоу пред народот, но што е уште пострашно, тој место амортизација, место да го смири народот, да го релаксира, Спасовски направи експлозија за овој догаѓај, овој настан во меѓународот. Едноставно зборуваше, а навистина не знаеше што зборува, што викаме ни мое, ни твое.
Не можеш да наречеш некој монструм или психопат, како што го нарече Палчо и другите, кога се уште немаш материјални докази, освен исказите на осомничениот. Доколку се поклопат тие искази со материјалните извори, тогаш се разбира, бегање нема. Не можеш да зборуваш ова што го рече, навистина е сериозна работа, сериозен случај, зашто згаснаа два невини живота, навистина голема загуба. А од друга пак страна, овде е многу повеќе сериозно, мистериозно, зашто Палчо отворено ја напаѓаше во неговите емисии и ција, како што велеше во неговите емисии, дека сака самата ција да ја уништи македонската нација. Исто така го напаѓаше НАТО и Европската унија, односно длабоката држава или Deep State во Америка, кои решаваат државите што тие ќе решат да некои да се избришат од светската мапа, а некои други да се креираат. Едноставно, тие се креаторите, односно, кројачите на светот. Се прашувам, иако повеќе одјасно е дека ова е политичка игра врз Палчо, зашто навистина голем број од македонците се свртија кон неговата партија, иако имаше и луѓе кои не го сака, како секој ден од нас што имаме, некој да не сака, некој да не сака. За изјавите на Спасовски, многу новинари, експерти во ова област, па и голем број од обичните луѓе, меѓу кои и јас, поставувавме големи прашалници со она што го кажа Спасовски, а нема никаква логика. Исто како по поговорката «мижи за да те мамам». Ако према првата негова информација, односно известување, Вања на влезот на вратата од зградата каде што живееше била фатена, а сега пак последната информација дека уште пред да излезе ја ставиле во вреќата, како е можно во строгиот центар на градот, исто како што и Јанг Стрит во Торонто, при толку многу камери, значи со толку многу камери, од 50 до 70 баш токму таму во строгиот центар, каде што и зградата на Вања, при многуте минувачи и полицајци и полициски коли на таа улица, кај таа зграда, каде што живее и првиот истовремено човек тој и најглавниот на разузнавачката служба во Република Македонија и кој е обкружен со големо обезбедување, токму во таа зграда живее Виктор Димовски. Токму кај таа зграда или билдинг, кој е 300 метри оддалечен од местото каде што беше самитот на ОПСЕ од 57 држави, и во таа околина нон-стоп кружеа, тогаш посебно, како и сега, и полициските возила и хеликоптери во Скопје, се разбира. Буквално речено, ни пиле не можеше да пролета, а Спасовски нема докази од камерите што токму се вперени и во зградата каде што живееше Вања, за да ги покаже пред јавноста. Дали се работи на некакво монтирање, исто како и со прислушкувањето на Груевски од страна на овие ајдути. Меѓутоа се прашувам исто така, дали доколку се извршеше атентат или пак било каков инцидент на некој од гостите, дали тогаш Спасовски ќе ги покажеше доказите што ќе се покажеа од уличните камери. Јас не сум завршила криминологија или да бидам детектив, што тоа никогаш додуша и не сум го ни сакала. Нити пак да бидам вештак или форензичар, исто така испитувајќи вакви настани. Тоа што рече Спасовски дека мотивот е користолюбие пак. Се спомна дека мајка и на Вања продала стан за некаде од 100 до 150 илјади евра. Ако се работи за пари, обично за да убиеш некого, ќе им звониш на најблиските за да им се заканиш за да ти дадат подкуп, а не
во некаде околу 2 часа невино девојче да биде отепано, што значи нема врска со тоа. Исто така, ако извршителот, како што рече Спасовски, бил во паника, голем број на луѓе кои се јавиле на Facebook, тоа кои провериле тие самите осомничените, према Спасовски, најпрво на Facebook, како што реков претходно, почна да се јавуваат некаде после 4, 5 или 6 часот попладне. Никој дотогаш не знаеше за исчезнувањето на Вања. И тоа не фаќа место. Што значи, овде не се работи нити пак од некој страф или да полуделе, како што рекоја некој, па ја убија Вања, макар и Палчо да им наредил на тоа се само шпекулации. Најпрво, ако знаете дека Палчо е јавна личност, кој сакаше барем еден пратеник да има во новата влада за да се стопира се што ќе биде нечесно, зошто тој да отепа на ваков начин младо невино девојче и плюс ќерка на таткото на убиената, кој е исто член во неговата партија, а исто тој е и пријател со незината мајка, со мајката на Вања. Па дури и негови сопартици такво нешто не би направиле, кога обично таквите криминалци потплатуваат некого. Но исто така, осомничените немаат ништо заедничко од криминал или од овој вид на криминал. Буквално кажано овде всушност овие се аматери. А како што кажа Ковачки, колата во која била Вања се движела по најпроодната улица и покрај местото каде што се одржуваше самитот на ОПСЕ. Како не ја видоа некој од полицијата колата и тие кои беа внатре во колата? Начисто ова е една политичка хајка што се плашам, но морам да кажам. Македонија во безбедносен смисол е изложена на голем безбедносен ризик. Јасно е дека поради интересите на албанските политичари во Македонија, таа наша држава се здоби со политички и етнички анимозитет, поточно љутина или огорченост, а некаде и омраза помеѓу македонското и албанското население. А општа проценка или геостратешка проценка е, ако дојде до некој инцидент на Балканот, како и од секога што било порано, прво ќе отпочне во Македонија. Инаку јавното обвинителство побара од Турција да се екстрадира, да го депортираат Палчо во Македонија. Се разбира, за да такво нешто се случи, Македонија мора да ја испрати доказни материјали на Турција. Но јас да сум како Палчо, сама би се вратила во Македонија, иако и неговото бегање не го оправдувам, како што не го оправдав и бегањето на Груевски. Кога ќе дојде Палчо, тој ќе даде друга изјава. Што на тоа тогаш Спасовски ќе каже ако нема други докази материјални, како што е со обдукцијата или било што, освен исказите на притворениот, кои ќе бидат контрадикторни, контраверзни. Но уште пострашно ќе биде. Доколку се пронајде дека овие не се криви, а тие ќе побарат на суд да му се суди на Спасовски и сите како него. Што тогаш тој народ и како ќе го осуди Спасовски? Дали со доживотна робија или смртна казна како што пишуваат за Љупчо Палевски Палчо? Но пак ќе речам, екзекуцијата или убиството на Вања и Панче, за кое се кријат професионални криминалци, да би била како Палчо, ќе дојдам во Македонија и ќе побарам да ме судат, односно и да ме стават на полиграф или народно кажано апарат, односно детектор на лагата. Ќе завршам со следното. Ова што Палчо си ја стави главата в торба, навистина се прашувам, дали ќе биде како со Мандела, кога го затворија, а потоа стана председател. Видете ги неговите подкасти Крш Муабети, можете да почнете од Крш Муабети 100 па до 113-та последната му е, Крш дебата па донесете одлука. Обично се вели, за да успее злото, добрите луѓе не треба да прават ништо. Затоа може би и Македонија е на ова дередже почитувани со народници, зашто чекаме други да ни ги прават работите место ние самите. А овој Палчо, ратоборник, кој се мачеше да го сруши злото на ова влада, ете, му ја направија и оваа хајка.
Да повторам уште еднаш, ако би била на местото од Палчо, би се вратила да ме судат, но доколку е крив, и јас сум меѓу првите што ќе побарам смртна казна за него. Со ова мое изложување, почитувани сонародници, не ми е целта да ме поддржите. Споете ги, соединете ги сите делови на мозаикот од овој настан и со вашиот здрав разум размислете, но немојте да подпаднете во гнездото на манипулациите кои ова влада го злоупотребува врз македонскиот народ за да повторно добие на изборите во април и мај 2024 година, зашто тогаш никој нема да ни биде крив, освен самите ние, самите себе. И додека низ речиси сите ТВ станици, портали се фокусирани за убиството за Вања и Панче, многу од нив како новинари, стручњаци од таа област едноставно дадоа остри критики за изјавите на министерот Спасовски без да има тој сигурни податоци. Времето не ни дозволува да слушнете што кажува професорот по криминологија Јовановски, но затоа пак да го слушнеме поранешниот председател на антикорупцијска и поранешен помошник на заменикот министер за внатрешна безбедност Зафировски. Тие како партија за известно време, не прецизирајќи точно колку време, ќе излезат пред јавноста соопштувајќи детали. Целиот случај вака како што го отворија, пред се мислам на министерот за внатрешни работи и на јавниот обвинител Бубевски, отвара многу прашања, многу контраверзи беа присутни во нивните изјави. Дента, фактички, они дознаваат, ги откриваат телата на загинатите и кажуваат дека 2 часа после грабнувањето е екзекутирана малата Вања. 2 часа? 2 часа после грабнувањето. Врз основа на што заклучиле дека за 2 часа она е екзекутирана? Мислам дека тоа беше, се повикува на изјава на некој од овие осомничените што сега се во притвор. Тоа е смешно. Единствената надлежна институција која може да ги каже причините за смртта и времето на смртта е Институтот за судска медицина. Кој што треба да направи аутопсија? Кој што треба да направи обдукција. Обдукција, се извинам. Да, и врз основа на експертизата да кажи најнапред која е причината и да го кажи времето на смртта. А тоа што кажале сведоци, тоа е нешто што тек допрва треба да се утврдува дали е така. Да се докажува дали е така. Да се докажува врз основа на материјалните докази, врз основа на наодите на стручните, на вештите лица. Вештачењата не се прават за бадијала. Не може некој да каже 2 часа после тоа е екзекутирана. Значи, јас во таа приказка едноставно не можам да верувам. Натаму, многу битна работа е мотивот. Слушнавме користолюбие. Па белки гледале филмови амерички, па знаат дека ако некој се киднапира со цел да се извлечат пари, дали од неговото семејство, дали од негови блиски и така натаму, услов е тој да биде жив, па ќе пресечат прст, ќе земат било кој начин ќе го најдат, ќе најдат начин како да побараат откуп, како да докажат дека грабнатиот е жив и да настојуваат да го реализираат тоа, а не по 2 часа да извршат екзекуција. Следна работа. Во нивните изјави слушнав дека биле многу вознемирени сторителите од социјалните мрежи, од тоа што се случувало на социјалните мрежи. Кој е тој што некого ќе киднапира и ќе гледа на Фејсбук што се случува? И тоа не после 3 дена, току после 2 часа? После 2 часа.
Тоа е едната работа. Рано наутро. Не рано, меѓутоа кога наутро. јавноста се уште не беше сензибилизирана. Да. Така што овие контраверзи во нивните изјави фрлаат сомнеш дека ја зборуваат вистината. И пак една грда работа ми останува во мисла. Целиот случај мислам дека доби политичка димензија и се исполитизира. А го исполитизира никој друг, туку министерот за внатрешни работи. Иако повикуваше парадоксално да нема политизација на случај. Да, тој повикува да нема политизација, а всушност неговиот настап го исполитизира целиот случај. Зошто ќе прашате? Прво, министерот за внатрешни работи не е дел од професионалната структура на полицијата, која врши оперативни тактички действија и не спроведува никакви истражни действија. Министерот е политичка фигура која треба да обезбеди предпоставки за непречено функционирање на полицијата. Тогаш се поставува прашање кој е тој што требаше да излези пред јавноста и да ги објасни работите. Ако е во прашање некаков проблем во управата за јавни приходи, не излегува министерот за финансии, излегува Лукаревска. Ако е во прашање царина, пак не излегува министерот за финансии, излегува директорот на царина. Со полицијата раководи директорот на Бирото за јавна безбедност. Тој е тој што ги има сите полуги во своите раци. И наместо тој да излезе и да ги објасни работите, излегува министерот. И Вчера само стоеше покрај него. Да, стоеше и молчеше цело време како залиен. Излегува министерот кој дава контраверзни изјави. Од една страна. Од друга страна, па дали го слушавте Бубевски, обвинителот? Тој беше толку конфузен, толку збунет. Дали во прашање беа лични емоции или во прашање беше некаков друг притисок? Некој се обиди токму на тоа да го насочи вниманието дека личните емоции го совладале, што обвинител не би смеел да ги има воопшто. Ви се молам, обвинител знаете што е? Обвинителот стои над целата полиција. Полицијата е алатка во рацете на обвинителот. Токму така. Полицијата, согласно законот за кривичната постапка, е обврзана, штом ќе дознае за постоење на кривично дело, веднаш или најдоцна во рок од 24 часа да го информира јавното обвинителство. И од тој момент, јавниот обвинител е тој што ја води постапката. Сега сме доведени во една интересна ситуација. Тек сега ќе се отвара истрага. Дури допрва ќе се отвара истрага после поднесувањето на кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. А веќе еден од осумничените или првоосумничениот е во екстрадицијски притвор во Турција. Во Турција, да. Турција има малце поинаков систем на екстрадиција, односно на одлучување за екстрадиција, од она што имаме ние и останатите европски земји. Таму има 2-3 нивоа, ако не се лажам, на одлучување. Последното е политичкото одлучување, каде што Министерскиот совет, или владата нивна, одлучува дали ќе изврши екстрадиција на некој лице или не. Меѓутоа, денеска слушам Министерството за правда го подготвило барањето за екстрадиција на Павел. Кренар Лога се пофали дека веднаш го испрати. Дали знае Кренар Лога дека со барањето за екстрадиција мора да се приложат и сите докази кои го товарат лицето кое е во екстрадиционен притвор. Значи, обврска на земјата која бара екстрадиција
е да покаже и да докаже дека за тоа лице основано се сомнева дека е сторител на вакво или онакво кривично дело. Така што таа работа... И како толкувате оваа конфузија? Велите не баш логични изјави на министерот и на јавниот обвинител, збунувачко компрометирање, слободно можеме да кажеме, на истрагата, избрзување со информации дека се е подготвено за барање екстрадиција од страна на Турција, иако претпоставам дека тоа е посложен апарат кој што треба да се раздвижи, да се соберат документи, да се соберат докази и така натаму. Можете ли да претпоставите, бидејќи не може да тврдиме, каква е чудна работа, затоа што ако се работи за злосторство како што, нели, стои од користолюбие, и ако во прашање малолетно дете, во принцип тука работите би требало да бидат чисти. Колку што може да бидат чисти. Повеќе од јасно е дека работите не се чисти. Значи, какво користолюбие? За какво користолюбие станува збор, ви се молам? Какво е тоа тврдење дека 2 часа после грабнувањето девојчето е убиено? Говориме за користолюбие. И кој ги утврди тие 2 часа? Тоа што некој кажал? Не. Има институции кои тоа треба да го дефинираат. Многу јасно, многу прецизно. И по основ на причините за смртта, и по основ на времето на смртта. Дополнителна компликација создава и убиството на господинот од Велес Панче, да, кој што, нели, очигледно е на некој начин во игра со приказната. Контраверза. Вчера го слушаме министерот за внатрешни работи, не директорот на Бирото за јавна безбедност, дека полицијата не знаела за возилото и не трагала по возилото. Иако тоа е нешто се подразбира. Внимавајте. Мајката кога пријавува исчезнување на детето, кажува: висока е 175 сантиметри, тешка е 60 килограми, има долга црна коса, има бемка на лицето, вака е облечена, вакви патики, вакви панталони, така што пешки тргнала. А овој човек кога исчезнал... Човеков кога исчезнува, кога пријавуваат неговото исчезнување, сигурно полицаецот морал да праша. Како исчезна, што носел, како изгледа, пешки беше, со велосипед, со тротинет, со возило. Земали пасош, било што, да. Да, значи, така што небулозно е некој да тврди дека полицијата не знаела или нема податок дека е исчезнато и возилото. Имаме ние систем на камери во градот Скопје кои точно можат да следат движењето на секое возило. Иако се излегуваат сомневања дека можеби не работат баш сите камери. Можеби не работат сите, меѓутоа некои веројатно и работат. Тоа е системот безбеден град. Инсталирање односно се работеше на негово инсталирање уште 2009-2010, но знам дека подоцна го инсталираа како систем. Колку е функционален не знам, меѓутоа предпоставувам дека одредени камери се во функција, особено при влез во градот и на излез од градот. Така што, ако барале, ако трагале, исчезнат човек со возило, они морале да го видат возилото. При влез во Скопје или при излез од Скопје. Така што емисијата, односно коментарот во продолжение сега ќе биде со една моја песна што деновиве ја напишав од мојата поезија. Христосе, те ставија на крст, а ти бараше прошка за твоите насилници од таткото Бог. Секоја капка од твојата крв ја даде за да на народот од ова планета им даде живот.
Секој парче од твоето месо беше леп за да го нахраниш. Ти, праведен наш Христосе, ги помилува твоите зверови. Ке ме простиш. Навистина прости ме ако грешам. Но нас македонците со стотици години не раскрстуваат. Со стотици години како мршојаци ни ја пијат нашата крв, крвта македонска, ги дујат нивните мевови од парчињата што ги сечат и пак не се заситени. Не понижуваат, уценуваат, а ние македонците пак сме праведни пред Бога. Така не научила нашата православна вера. Затоа и Господ Бог ќе ни помогне, зашто аминот веќе што го пратив допира до ушите Господови. И овој мој коментар, почитувани слушатели, ќе го завршам со песната што мојот братучет Цветко Вретовски, кој со Благој Марковски, како затвореници за Македонија, ја напиша песната Оф Аман, која ќе биде и честитка по повод божичните и новогодишните празници. Председателите на црковната општина Света Недела од Ејджекс, Славе Бунтевски со управата, председателот на црквата Свети Илија од Мисисага Васко Недановски со управата, председателот на црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам Диме Малаковски со својата управа, сакат на сите своји членови, целиот македонски народ да им пожелат добро здравје и просперитет во 2024 година.
Последните минути ќе ги искористам пред се да се заблагодарам за вашето ценето внимание, но со желба да ни слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио часот Глас од Македонија. Посакувајќи ви вашиот уредник и водител Драгица Белчевска, добра ноќ. Да одиме, еве дозволи времето да со поздравната честитка од председателот на црквата Свети Климент Охридски Борис Стојкос со неговата управа сака да се заблагодари до сите гости кои синоќа го увеличија празникот и патрониот ден на црквата со нивното присуство. Исто така честитајќи го празникот Свети Климент Охридски, но и среќни божични новогодишни празници до целиот македонски народ со желба за поголема сплотеност, но најпрво здравје и просперитет во секој едно семејство во новата 2024 година. Добра ноќ, почитувани слушатели, со песната што ќе биде гостинката за новогодишната вечер Елена Јовчевска. Пријатна вечер. Убав живот